Така, добар ден Борче, како што најави со министерот Спасов, разговараме за новиот закон за превенција и заштита од семејно насилство, за тоа што тој предвидува и каков бенефит ќе имаат потенцијалните и евидентираните жртви на семејно насилство. Министре, добар ден. Може ли конкретно што ќе донесе новиот закон за заштита од семејно насилство? Какви придобивки од него ќе имаат потенцијалните жртви? Новиот закон кој што стапува во сила на почетокот на наредната година, односно од 1 јануари 2015 година, Законот за заштита, спречување и превенција на семејно насилство во значителна мера ќе зголеми заштитата пред се на жртвите на семејно насилство, предвидува исто така и превентивни активности од најмала возраст за дечињата кои што се во градинките, исто така во рамките на основното, средното па и високото образование, воведување на посебни програми за ненасилно однесување, со цел децата уште најрана возраст да се учат да ги почитуваат разликите помеѓу мажот и жената и да се учат на родовата еднаквост и рамноправност. Од друга страна, самиот закон предвидува значителни мерки за економско јакнење на жената, за приоритизација во учеството на активните мерки и политики за вработување за сите оние што се материјално необезбедени или пак несигурни, немаат соодветно работно место. Исто така предвидува и бесплатна здравствена заштита и бесплатна правна помош и на некој начин значително се зацврстуваат санкциите према сторителите на семејно насилство. Предвидено е дури со одлука на судот отстранување на сторителот на семејно насилство од сопствениот дом во период до 7 дена со цел побрзо и подобро да се заштити жртвата. Исто така се предвидуваат и скратени постапки во случај на опасност по животот и здравјето на жртвата, во случај доколку е дете жртва на семејно насилство или пак присуствува во извршувањето на семејно насилство, се предвидува Центарот за социјални работи по службена должност да покрене постапка за заштита на детето и за преземање на мерки од страна на судот, а доколку сторителот пак во сите случаи на семејно насилство изречени превремени мерки за заштита, едноставно не ги почитува мерките, во тој случај досега не беше предвидена парична казна, сега предвидуваме и парична казна од 2.500 до 5.000 евра парична казна за сторителот на семејното насилство. Бројките покажуваат дека стапката на семејно насилство во изминативе неколку години се намалува. Но она што заплашува е тоа што стапката на дел од тие случаи расне во однос на тоа дека се случуваат насилство на суров начин, обиди за убиство и тешки кривични дела се бележат во овие случаи. Што конкретно се презема за ова? Изминатите неколку години бројот на пријавени случаи на семејно насилство на ниво на Република Македонија се движи помеѓу 800 до 900 случаи, од кои што значително мал дел до сега покренува судски постапки за привремена заштита на жртвите. Судот мора да донесе привремени мерки, меѓутоа само доколку жртвата даде согласно за да се покренат судски постапки. Токму и поради тоа сакавме да направиме нов закон кој што ќе им даде поголема сигурност на самите жртви и поголема заштита едноставно од семејно насилство. Од друга страна пак бројот на жртви на семејно насилство во однос на видот на семејно насилство најизразено е психолошкото насилство, потоа веднаш блиску до бројката на психолошкото насилство е физичкото насилство и економското, потоа со значително помал број и на крај сексуалната злоупотреба. Од тука со овој закон на некој начин ќе се добие значително поголема заштита. Во секој случај самите активности кои што ги спроведуваме се во насока на поголема заштита на жртвите, отварање на шелтер центри за заштита на жртвите на семејно насилство, меѓутоа построгите казни кои што се воведуваат со новиот закон значително ќе зголемат заштитата на жртвите. Денеска и утре во Скопје се одржува регионална работилница за заштита од семејно насилство. Во регионот најмногу се жалат на имплементација на законите. Предлагам ќе го продолжиме разговорот, но да ги слушнеме изјавите кои денеска ги снимавме за тоа кои се предизвиците во справувањето со семејното насилство во земјите од регионот.